Сакале да признаеме или не, по 35 годишна возраст телото неизбежно се менува. Метаболизмот се забавува, мускулната маса полека се намалува, а хормоналните промени може да влијаат на енергијата, расположението и квалитетот на спиење. Токму затоа физичката активност е клучна, не само за изгледот, туку и за здравието и долговечноста. Две дисциплини кои често се споменуваат кога станува збор за здраво функционално тело се пилатес и јога. На прв поглед тие изгледаат слично, два вида вежби сфокусирани на свесно движење, дишење и контрола на движењето. Сепак постојат разлики помеѓу нив кои може да бидат клучни при изборот. Па тогаш пилатес или јога, која е подобрата опција за жени над 35 години? Пилатес е систем на вежби дизајниран од Џозеф Пилатес на почетокот на 20 век со цел зајакнување на телото од внатре кон надвор. Фокусот е на зајакнување на мускулите на јадрото, абдомен, долен дел од грбот, колковите, карлицата, што обезбедува стабилност и го подобрува држењето на телото. Вежбите се изведуваат на подлога или специјални уреди како што се реформатори, а движењата се контролирани, прецизни и често повторувани. Јогата од друга страна има 1000 годишна традиција и комбинира физички пози и техники на движење со медитација. Иако постојат многу стилови, од лесна хата јога до динамична вињаса, сите тие ја делат целта за поврзување на телото, умот и духот. Јогата не е само физичка активност, туку и начин на живот што промовира рамнотежа, смиреност и свест. За жени кои сакаат да ја подобрат силата да го обликуваат телото и да се ослободат од болките во грбот, пилатес е исклучително ефикасен. Зајакнувањето на јадрото го намалува притисокот врз ребетот и помага при лошо држење на телото, што е особено важно за оние кои седат многу. Пилатесот исто така ја подобрува флексибилноста, но без прекомерно истегнување кое понекогаш може да ги оптовари зглобовите. Другата предност е што пилатесот дава видливи резултати многу брзо. По само неколку недели ќе забележите подобро држење на телото, потврд стомак и полесно извршување на дневните движења. За жени кои сакаат дефинирани мускули, но не и гломазен изглед, пилатесот е одличен избор. Јогата е моќен сојузник во борба против стрес и хормонална нерамнотежа. Асаните и техниките на дишење го смируваат нервниот систем, ја подобруваат концентрацијата и помагаат во одржување на нивото на кортизол, хормонот на стрес, под контрола. Покрај тоа, јогата ја зголемува флексибилноста, ги зајакнува мускулите и ја подобрува рамнотежата, што го намалува ризикот од повреди и проблеми со зглобовите во подоцнежни години. Една од посебните предности на јогата е незиниот ефект врз внатрешните органи. Одредени пози ја стимулираат циркулацијата, ја промовираат детоксикацијата и го подобруваат варењето на храната, што може да биде вредно во периоди кога метаболизмот природно се забавува. Ниту пилатес, ниту јога не се кардиовежби, но и едното и другото може да придонесат за губење на тежината, особено кога се комбинираат со здрава исхрана и побрзи форми на вежбање, како што се брзо одење или возење велосипед. Пилатесот согорува повеќе калории за време на часот, особено ако се прави на опрема или со подинамично темпо. Јогата сепак може да влијае на регулирање на апетитот и хормоналната рамнотежа на долг рок, што индиректно помага во одржување на здрава телесна тежина. Изборот помеѓу пилатес и јога зависи од вашите цели, здравствена состојба и лични афинитети. Ако сакате побрзи видливи резултати во тонирање на вашето тело, сакате да го зајакнете вашето јадро и да се ослободите од болките во грбот, пилатесот може да биде подобра почетна точка. Ако барате начин да го смирите умот, да ја подобрите флексибилноста и да го зајакнете вашето тело во исто време, веројатно повеќе ќе уживате во јога. Исто така е важно каква енергија сакате од тренингот. Пилатесот е фокусиран, прецизен и динамичен, дава чувство на сила и контрола. Јогата е пофлуидна, интроспективна и ве поврзува со вашиот сопствен ритам на дишење, што може да биде терапевтско. Не мора да има строга поделба. Многу жени комбинираат пилатес и јога за да го извлечат најдоброто од двата пристапа. Например, 2 часа пилатес неделно можат да изградат сила, додека 1 или 2 часа јога помагаат во одржување на флексибилност и ментална рамнотежа. Комбинацијата на овие дисциплини обезбедува холистички пристап кон здравието. Што и да одберете, важно е да сте физички активни и да внимавате и да се грижите на себе.